Почитувани, не може да помине ден, а да не сведочиме за неспособноста на СДС како на централно, така и на локално ниво. Големите ветувања се испоставија дека се обични лаги со кои го изманипулираа народот. И не само што не го реализираат ветеното, туку пропастуваат се што беше направено за Прилеп и Прилепчани. Јавниот градски превоз е само еден од значајните проекти кои претходната локална власт, предводена од ВМРО ДПМНЕ, ги реализира за потребите на граѓаните. После неговото воведување како нова услуга во градот, СДС од улога на опозиција држеше пресконференции со кои сакаше да ја негира успешноста на истата. Овој проект функционира од 2014 година и користа беше поздравена од прилепчани, особено од најстарите, на кои им се овозможи да патуваат од едно до друго место во градот по прифатливо ниски цени. Откако поминеа 10 месеци како СДС е на власт на локално ниво и откако ги поставија своите најблиски за функционери по партиска линија, се доведува во прашање успешното пружење на услуги кои спаѓаат во доменот на работата на локалната самоуправа. Пензионерите постојано се жалаат дека нема повеќе редовни автобуски линии и дека автобусите постојано доцнат, нешто што не се случило во минатото. Дали тоа значи дека благодарение на неспособноста на локалните функционери постои можност ова услуга да не можат повеќе да ја користат прилепчани? Дали локалната власт планира да превземе нешто околу катастрофалното функционирање на јавниот градски превоз? И што ќе биде со ветувањето кое Јовановски го даде на ТВ за бесплатен превоз од Тризла, односно од 3 багреми? Во предизборната кампања имаше ветување за бесплатен градски превоз за пензионери во текот на целиот ден, наместо од 8 до 12. Но како што сведочат пензионерите, ниту оваа новововедена мерка не се реализира согласно ветеното. Повикуваме моменталната локална власт, доколку сака да направи нешто корисно, да ги реализира ветувањето од претходната локална власт и тоа набавка на додатни автобуси кои ќе се обраќаат до поголемите населени места, како и поставување на современи електронски табли на автобуските постојки. За власта, предводена од градоначалникот Јовановски, градскиот превоз очигледно не е тема на која тој треба да посвети внимание и да се излезе во пресрет на граѓаните. Со смена на оваа локална власт, ветуваме дека работите ќе се вратат во обичаен тек и Прилеп ќе продолжи да се развива како што доликува. Ви благодарам.